Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, поздрав од студијето на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. Еве денеска повторно заедно започнуваме нашата утринска емисија Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. И ова емисија сакам да ја започнам со еден библиски текст кој го наоѓаме во последната книга на Светото писмо, Откровение 21:5. Еве што кажал Исус Христос: еве правам се ново. Бог е Бог, почитувани гледачи, на нови почетоци. Твоите грешки не го поништуваат неговото милосрдие. Колку и да грешиме, односно да сме сгрешиле и да паѓаме, Бог повторно и повторно зрачи со милосрдие. Бог повторно и повторно ни дава прилика за нов почеток. Секако тоа не смеме да го злоупотребиме, затоа што може да прекине нашиот живот и да нема нов почеток. Но ако Господ ни дал нов ден, да почнеме со нови мисли, со нови идеи, со план кој ќе биде според волјата Господова. Еве правам се ново. Колку и да е уништена некоја област во нашиот живот, без разлика сега да не спомнувам области во нашиот живот, Бог може да донесе нова сила да даде, да ни даде нова насока, нова надеж, зашто рековме, Бог е извор на нашата надеж или треба да биде извор на нашата надеж. Нажалост, некои имат извор во парите, во кариера, во бизнис, било во која друга насока, мислејќи дека таму е извор на надежта, меѓутоа тоа се, како вели Библијата, избушени празни бунари кои не држат вода. Затоа во Него секој утро, значи во Господа, секој утро е нова шанса, секоја молитва е нова врата, секој чекор со вера е нов старт. И нека и овој ден биде нов старт, нов почеток, како овде што вели, Господ прави се ново. Бог може да ти даде нови мисли, да ти ги избрише старите мисли, да ти го избрише стариот начин на живот и да ти даде нова насока, позитивна, но затоа наше е да му се предадеме на Господа и во овој ден во кој веќе те зачекоривме. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Као кошута, што воду тражи с планинских извора, срца мога Тебе тражим ја. Снаго моја и заштито, у Теби дух мој се одмара. Срца мога Тебе тражим ја.
Samo ti si čežnja srca moga, tebe tražim ja. Седумте параболи за Царството Божјо. Исус е презрен во својот роден крај. Глава 13. И како излезе Исус тој ден од куќата, седна покрај морето. И се собра околу него многу народ, така што он влезе во кораб и седна, а целиот народ стоеше на брегот. И им говореше многу во параболи велејќи. Ете излезе сејач да сее. И кога сееше, едни зрна паднаа покрај патот. Долетаа птици и ги исколваа. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја, и набргу проникнаа, оти земјата не беше длабока. Но што ми изгреа сонцето? Тие свена, па како немаа корен, се исушија. Некои паднаа во трње и израс на трњето и ги задуши. Други паднаа на добра земја и дадоа добар плод, едно 100, друго 60, а друго 30. Кој има уши да слуша, нека чуе. И кога се приближија до него, учениците му рекоа: зошто во параболи им зборуваш? А он им одговори и рече: Зашто вам би е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. Оти кој има, ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема, ќе му се земе и она што го има. Затоа им зборувам во параболи, оти гледаат и не видјаваат, слушаат и не чујат, ниту пак разбираат. И над нив се исполнува пророкувањето на Исаија кој вели: со уши ке чуете и нема да разберете, со очи ке гледате и нема да видите. Срцето на овие луѓе е закоравило и со ушите тешко слушаат и ги затвориле очите своји, да не би некогаш со очите да видат и со ушите да чујат и со срцето да разберат, да не се покајат и да не ги исцелам. Вашите пак очи се блажени оти гледаат и ушите ваши бидејќи слушаат. Зашто вистина ви велам, многу пророци и праведници сакаат да видат што гледате вие и не видоа, и да чујат што слушате вие и не чуја. Вие пак чујте параболата за сејачот. При секого што го слуша словото за царството и не го разбира, доаѓа лукавиот и го граби посеаното во срцето негово. Ете тоа означува посеаното покрај патот. А посеаното на камен е оној што го слуша словото и веднаш со радост го прима. Но нема во себе корен и не е постојан. Настане ли жалост или гонење заради словото, веднаш се соблазнува. Посеаното пак во трње е оној што го слуша словото, но грижите од овој свет и примамливото богатство го задушуваат словото и тоа останува без род. А посеаното на добра земја е оној што го слуша словото и го разбира и дава плод. Еден 100, друг 60, а друг 30. И друга парабола им кажа велејќи: Царството Небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. Но кога спиеа луѓето, дојде неговиот непријател и посеа меѓу житото какол, па си отиде. А кога израсна растението и донесе плод, тогаш се појави и каколот. И кога дојдоа слугите на стопанот му рекоа: Господаре, нели добро семе посеа на нивата своја? Од каде сега пак овој какол во неа? А он им рече: човек непријател го направи тоа. Слугите пак му рекоа: сакаш ли да одиме и да го исплевиме? Но тој им рече: не, да не би корнејќи го каколот да искорнете заедно со него и жито.
Оставете нека расте и едното и другото заедно до жетвата. А по жетвата ќе им кажам на жетварите, соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови, за да се изгори, а житото приберете го во мојата житница. И друга парабола им кажа кога рече: Царството небесно прилега на зрно синапово, кое човек го зема и го посеа на нивата своја. Тоа е најмало од сите семиња, но кога ќе израсне, поголемо е од сите растенија, па станува дури и дрво, така што птиците небески долетуваат и застануваат на неговите гранки. И друга парабола им кажа: Царството небесно прилега на квас, што го зема жена и го клава во 3 мери брашно, дури не скисне сето. Сето ова му го зборуваше Исус на народот во параболи и безприказни не им говореше ништо, за да се исполни реченото преку пророкот кој вели: Со параболи ќе отворам устата своја, ќе ги искажам тајните од создавањето на светот. Тогаш Исус го остави народот и влезе во една куќа, а учениците се приближија до него и му рекоа: Протолкувај ни ја параболата за каколот на нивата. А он им одговори и рече: Сејачот на доброто семе е синот човечки. Нивата е овој свет. Доброто семе, тоа се синовите на царството, а каколот, синовите на лукавиот. Непријателот пак, што го посеа, е ѓаволот. Жетвата е свршетокот на светот, а жетварите се ангелите. И така, како што се собира плевата и се гори во оган, така ќе биде и при свршетокот на овој свет. Ќе испрати синот човечки своји ангели и ќе ги соберат сите соблазни од неговото царство и оние што вршат незаконски дела, и ќе ги фрлат во вжарена печка. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Тогаш праведниците ќе светнат како сонце во царството на нивниот Отец. Кој има уши да слуша, нека чуе. Царството небесно прилега уште и на драгоценност, сокриена во нива, која ја нашол човек и прикрил, па од радост за неа отишол и продал се што имал и ја купил таа нива. Царството небесно прилега и на трговец, кој бара убави бисери, па штом најде едно зрно скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Царството небесно прилега исто така и на мрежа, која се фрла во морето и уловува секакви риби. И кога ќе се наполни, ја извлекуваат на брегот и седнуваат, па добрите риби ги собираат во садови, а лошите ги фрлаат. Така ќе биде и при свршетокот на светот. Ќе излезат ангелите и ќе ги одделат лошите од праведните, и ќе ги фрлат во вжарена печка. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. И ги праша Исус: Дали го разбравте сево ова? Тие му одговорија: Да, Господи. А он им рече: Затоа секој книжник кој се научил за Царството небесно прилега на домакин што изнесува од своето сокровиште ново и старо. И откако ги кажа Исус овие параболи, си замина оттаму. А штом дојде во својот роден крај, го поучуваше народот во синагогите нивни. И сите се чудеа и велеа: Откаде при него ваква премудрост и сили? Нели е овој син на дрводелецот? Мајка му нели се вика Марија и браќата негови Јаков и Јосија, Симон и Јуда? И сестрите негови нели се сите меѓу нас? Откаде пак сито тоа при него? И се соблазнија заради него. А Исус им рече: Нема пророк без чест, освен во земјата негова и во домот негов. И не изврши тамо многу чудеса заради нивното неверување. Оставете игра, отвуете се,
скршена гранка. Иако не ни се јасни сите подробности на првиот грев, знаеме дека непослушноста го одвоила човекот од Бога. Смртта се појавила како последица на тоа одвојување. Со цел ова вистина длабоко да се втисне во срцата на првите грешници, Бог воспоставил систем на жртвување на животни како символична замена за грешникот. Адам морал да свати дека плата за гревот е смрт и дека грешникот или неговиот заменик мора да умре. Но сепак требало да го дозна и тоа дека Бог е не само Бог на правда, туку и Бог на милост. Пред да ги оддалечи како виновници од Едем, Бог Адем Ева ги облекол во облека од животински кожи. На тие невини жртви Бог им го одражал првиот час за својата милост. Сомневањето во Божјата доброта довело до расцеп. Неверувањето значело отцепување или одвојување, а верата накалемување или повторно соединување. Библијата кажала: а праведникот преку верата ќе биде жив. Евреите 10:38. Тоа била вистина во првите денови на човечката раса, како што и денеска. Ова голема вистина ја истакнал пророкот Авакум 600 години пред Христовото раѓање, а во Новиот Завет апостол Павле ја повторува 4 пати. Наспроти огромната пирамида на пластено знаење, сегашното поколение христијани го прави истиот грев што го направил и Адам. Се обидува да живее одвоено од својот Творец. Човекот прогласил дека самиот себе си е доволен и почнал да се обожава себе си наместо Бога. Науката се слави како некој нов месија, иако 20. век почнал со ласкање кон хуманистичката филозофија и со додворување кон едноставно материализмот, сепак, почитувани пријатели, современата наука сите своји резултати ги дзида на нематеријална основа. Никој не се сомнева во невидливото постоење на атомите, електроните, неутроните и протоните. Атомската наука буквално почива врз невидливите столбови на енергијата. Библијата веќе скоро 20 столетија го истакнува постоењето на невидливото. Кога апостол Павле зборувал за тоа, сигурно не можел да знае за чудесните атоми, па сепак во видливото ја видел невидливата божествена сила. Тој еве што рекол: она кое може да се знае за Бога, ним им е познато, бидејќи Бог тој им го откри, оти она што е во него, невидливо, односно вечната негова сила и божеството се гледа уште од создавањето на светот, гледани според неговите дела. Па така тие немаат изговор. Римјаните 1 глава 19-20 стих. Ако човекот го истражува светот на природата, ќе дознае не само дека постои Бог, туку ќе ја запознае и неговата сила. Природата и Библијата со две божествени книги што на човечкиот дух му ја откриваат Божјата вечна сила и божество. Во еден трагичен миг Адам ја заборавил основната вистина за одржувањето на животот во природата, што Библијата ја дефинира вака: знај дека ти не го држиш коренот, туку коренот те држи тебе. Римјаните 11:18. Коренот на животот е Божјата сила. Еден бил сцена на Адамовото неверување. Апостол Павле кажува за сиот човечки род следново: тие преку неверија се отцепија. Римјаните 11:20. Во рајот Адам и Ева морале да ја научат првата лекција на верата. Првата смрт во Вселената настапила во рајот. Таа се јавила како последица на нивната непослушност и оттугеност од Бога. Од тоа време првите луѓе својата вера во Божјата правда и милост ја изразувале со принесување на жртви. Библијата ги опишува жртвените приноси на Каина и на Авела. Каин донел градинарски плодови, додека Авел донел јагне. Новиот Завет се осврнува на нивните жртви со овие значајни зборови. Со вера Авел му принесе на Бога подобра жртва отколку Каин. Евреите 11:4. Зошто таа била подобра?
затоа што била принесена со вера во идната жртва на Голгота, каде што Божето јагне ќе се принесе себе си како единствен заменик за човекот. Библијата, почитувани, кажува дека верата доаѓа од слушањето на проповедите, Римјаните 10:17. Авел требало прво да чуе а потоа да може да ја изрази својата вера. Упатствата и објаснувањата морали да бидат дадени пред принесувањето на жртвата. Без сомнение, Адам ги учил своите синови дека верата е услов за стекнување на Божјата милост. Првото јагне на Авела и сите подоцнежни жртви биле символ на само една жртва за гревовите, предвидена за откуп на целиот свет со приносот на телото на Исуса Христа еднаш за секогаш. Потполно е разбирливо што животинските жртви не можеле целосно или наполно да ја изразат вистината дека духовната и физичката смрт се последица на гревот. Тие не можеле да ги усовршат оние кои пристапуваат кон Бога. Физичката смрт е природна последица на духовната смрт. Во мигот кога Адам сгрешил, почнала неговата духовна смрт, зашто гревот го одвоил од Бога како извор на животот. Неговиот физички живот бил привремено поштеден, за да има прилика да го прифати големиот дар на Божјата милост. На крајот Адам морал и физички да умре за својот грев. Кога Христос дошол на оваа наша земја, како вистинска жртва за гревот, тој со својата смрт ја платил страшната цена на човечкото туѓување од Бога. Неговите страдања не биле само физички. Исус бил наполно свесен за својата духовна смрт, што настапувала како најужасен дел на умирањето. Неговата агонија била неопишана кога од длабочината на својата душа извикал: Боже мој, зошто ме остави? Матеј 27:46. Исус ги издржал маките на нашата смрт, за ние да ја запознаеме радоста на неговиот живот. Но тој дури и во смртта бил победник. Неговата смрт била наша смрт. Со својата смрт и воскресение го отворил патот на животот. Неговата жртва на Голгота го помирила светот со Бога. Таа и дала сигурност на целата вселена дека еден ден грешникот за секогаш ќе биде отстранет, односно гревот ќе биде отстранет. Исус умрел за човекот како негов заменик. Казната за сите гревови на светот на сите времења извршена врз Исуса Христа. Во Христа како човеков заменик, секој Адамов потомок и денеска може да добие спасение. Никој нема да го загуби небото поради Адамовиот грев. Исус им донел ослободување од вечната смрт на сите оние што со вера ќе ја прифатат неговата милост. Накамелувањето со вера е единствен начин да го примиме животот. Драги пријатели, во огнот на Божјата љубов, студениот јаглен на човечкото срце се преобразува во жар на верата. Голгота е огниште на вечниот оган на Божјата милост. Јован Крстителот рекол: еве го јагнето Божјо кој ги зеде гребовите на светот врз себе. Јован 1:29. Верата е гледање, а животот соединување со Христа. Да гледаме во Христа за да живееме. Единецот Твој безгрешен го прати Ти на земјата, да чекори на овој свет, да стане јагне Божјо. Измамли круг му
izguben i umira, no kraj sebe me zadeti, so životot me platiti, so tebe ja sam siguren. O jade Božjo presveto, o krv ta tvoja izmi me, moj Isuse, spasitele, za mene se žrtvovaše. O jadne Božo presveto, o krv ta tvoja izmi me, moj Isuse, spasitele, za mene se žrtvovaše. Почитувани гледачи, полека доаѓаме до крајот и на ова наша денешна емисија, Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток. Може да ја најдете ова емисија на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта, каде што може да ги најдете и останатите досега одржани емисии и да ги споделите со ваши пријатели. Би сакал денеска да ви понудам Свето писмо, Стариот и Новиот Завет на македонски јазик. Пишете ни слободно на нашиот телефон 077 819 828. Пратете слободно порака, а ние ќе ве испратиме по пошта на ваша домашна адреса. Доколку сакате Библијата да ја проучувате како студија, едносно како дописен курс, можете слободно да пишете на компјутерите ваши bibliјата.зборува.mk, односно сега ќе видиме самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве на самиот крај, драги гледачи, сакам да ви се заблагодарам што и денеска бевте со нас. Посебен поздрав до оние кои се редовни, но и вие кои може би сте на работа во тоа време, но може слободно да ја погледнете емисијата на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта, каде што емисијата се снима, односно е поставена и може да ја споделите или да ја гледате во друго време во денот. Посакувам убав ден, почитувани гледачи, Господ да биде извор на нашата надеж и се гледаме во наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.